Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. За околу 1,5 час започнува изборниот молк пред вториот круг од локалните избори в недела. Се гласа во 35 општини, а се чини дека влогот е најголем за партиите на албанците, бидејќи ќе се решава за тоа кој ќе биде градоначелник на Тетово, Гостивар, Струга, Чаир. Сепак и покрај предизборната возбуда и тензија, решивме вечерашново издание да го посветиме на сосема друга тема – најавите за измени во Законот за заштита од пушењето. Лавината реакции во јавноста ја покрена изјавата на премиерот Зоран Заев, кој рече дека во владата се подготвува целосно ново решение кое ќе предвиди право на собствениците на угостителските објекти во кои не се служи храна да изберат дали ќе платат за лиценца, која ќе им даде право да се пуши во нивниот објект или ќе останат локали за непушачи. По бројните критики, владата ретерираше и преку писмено соопштение порача дека нема да се носат избрзани одлуки за кои ќе нема широк граѓански консензус. Изјавата на Заев дојде во период кога група пратеници од владачкото мнозинство во парламентот предложи измени на Законот за заштита од пушење, кои се ограничени на попрецизно дефинирање на пушењето на надворешните тераси. Но и овој предлог е изложен на критики, особено затоа што не се темели на проценка за влијанието на регулативата. На темата ќе се обидеме вечерва да и пристапиме од што е можно повеќе агли, преку дебата во студиото и материјали од терен. За крај имаме нова саботажа. Бидете со 360 степени, се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Вечерва наша тема се најавените измени во Законот за заштита од пушењето. Оние што се предложени од група пратеници се однесуваат на надворешните тераси, но и оние што ги најави премиерот Зоран Заев и предизвикаа лавина реакции, зашто би значеле драстични измени на сегашното решение. За Законот за пушење, владата веќе работи на сериозно суштински промени по модерен терк, по европски законодавство, во делот на Законот за пушењето, се однесува на аспекти на комплетна либерализација и право на избор пред се на угостителските објекти, каде што не се служи храна, да имат право да изберат. Ако сака да бидат дозволиво за пушење, тие да имат право со лиценца и тоа да биде нивен избор. Ако имат право да бидат за непушачи, тоа да биде нивен избор. Апсолутно тоа не се однесува таму каде што се служи храна. Работат стручни луѓе, сакаме меѓународна пракса. Ова е иницијатива на пратениците. Пратениците не бират, не разрешуваат и јас го оставам на нив реално да видам во иницијатива како тоа ќе се одлучува во понатаму и знам дека се однесува само за делот на терасите. Не е комплетно решение. Затоа, веројатно, ние ќе го кажеме ставот, што парламентот ќе почне да работи и по ова предлог законско решение кој што доаѓа од пратеничките групи, но истовремено најавувам дека владата разработува систематско и суштинско решение. Можно и до крајот на годината, јас би сакал зимата да ја пречекаме со едно вакво решение, заради тоа што тогаш е најголемиот проблем и на гостителските објекти и на пушачите, кои што велат дека се дискриминирани во тој дел, но важна е јавната дебата. Да оди тоа по пат на јавна дебата, да си го кажат сите стручни луѓе, граѓаните да си го кажат своето мислење за на крајот парламентот да донесе одлука. Откако по оваа изјава на премиерот Заев, кој инаку е пушач, тргна лавината критики, а се организираше дури и онлайн петиција, владата издаде ретерирачко соопштение во кое порача дека нема да носи избрзани одлуки за кои ќе нема широк граѓански консензус и дека, цитирам, во прв план ќе биде заштитата на здравието на населението. Во студиото вечерва со мене се доктор Марија Здравеска, пулмолог, председател на Македонското респираторно здружение. Добро вечер. И Миша Поповиќ, политиколог и истражувач. Добро вечер. Благодарам што сте со нас. Доктор Здравеска, со вас ќе почнам. Дали ова што може да се насети како можеби помалку и лична преференца на премиерот, бидејќи велам е пушач во неговата изјава, независно од тоа што владата потоа ретерираше во соопштението, може да се оправда од здравствен аспект? Знаете што, единствено мене оваа изјава на премиерот ми дава надеж, единствено во последниот дел, во кој што кажува за среќа дека овој закон нема да оди по така брза постапка како што е најавено, нели? Како што се бара туку дека ќе се сослуша мислењето на експертите, ќе се сослуша мислењето на глобалната јавност и ќе се стави на дискусија и на да кажам, на едно преиспитување на јавноста и апелирам баш кон таа јавност да покаже едно високо ниво на разумност во оваа ситуација и овој закон да го закочи во овој момент,
заради тоа што последиците кои што би ги имале ваквите олеснувања на пристапноста на тутунските производи и на пушењето во нашето општество, мислам дека дури не можеме сега ни да ги согледаме колку би биле големи. Попович, кој би бил вашиот прв коментар на сега зборуваме за тоа што ЗАЕФ го зборува во најава, а тоа е целосно ново законско решение кое би било навистина драматично различно од тоа што е актуелното решение. Да, па прво чисто веќе ако кажувате дека заради преференциите на премиерот така оди не знам дали е така, но предпоставам дека е вредно да го знаеме како податок, а се согласувам дека не сме независно од тоа дали се тоа лични преференции на еден премиер, тоа да ги доминира. Поинтата ми беше јас сум пушач, па се против измените на веќе постоечкото решение. Тоа што за почеток би го коментирал како реакција на изјавата на премиерот Заев се два моменти, бидејќи повеќето од работите понатаму ќе ги покриеме. Така. А тоа е дека веќе премиерот зборува за наведум готови решенија, што всушност не укажува дека процесот на креирање на ново законско решение, ако воопшто е потребен, оди со анализа, туку веќе има некакви идеи кои што се базирани на некакви преференции. Тој се обидува да релативизира, вели стручни луѓе работат, како што вели и докторката на крајот и вели дека сето тоа ќе оди на обсежна јавна дебата и така натаму, но факт е дека на почетокот тргнува со прилично конкретно решение. Да, па баш затоа, значи се спомнуваат лиценци, се спомнуваат угостителски објекти што служат храна наспроти оние што не служат храна и така натаму и така натаму. И вториот момент кој што би сакал да го истакнам е оној момент во политичката реторика во Македонија е тоа дека кога сакате да представите некој решение како добро, го нарекувате дека е поевропски терк. А поевропски терк, всушност, сите земји стануваат поблиску, оние кои што биле со многу либерални закони, стануваат поблиску до македонската регулатива, така како што е сега, а многу од нив и уште повеќе го ограничуваат пушењето во јавната сфера. Така што тој момент европски терк не постои, а најмногу што е важно е да се каже дека всушност ние ги креираме решенијата за благосостојбата на граѓаните во Република Македонија, не поради некои меѓународни стандарди. Да. А независно од оваа изјава на Заев, во собранието во процедура се измени на Законот за заштита од пушење, предложени од група пратеници од владачкото мнозинство, кои треба попрецизно да го дефинираат пушењето на надворешните тераси. Едно од објаснувањата е дека актуелното решение е нејасно и дека остава простор за субјективна оценка од инспекциите. Но и овие измени отвораат низа дилеми. Зошто се предложени по скратена постапка? Имаат ли предлагачите анализа за влијанието на измените? За одговор на овие прашања сакавме во студиото да имаме некого од предлагачите од СДСМ, но сите поканети најдоа некакво оправдување да не дојдат. Во неможност овде да дебатираме, снимивме кратко интервју со пратеничката Ивана Туфекџиќ, која е подпишана како предлагач на измените. Госпогица Туфекџиќ, деновиве во јавноста произлегува многу полемики и спротивставени мислења околу најавените промени во Законот за пушење. Кои се конкретно новитетите кои што се предвидуваат со овие измени? Значи, најпрви ја поздравувам дебатата која што се одвива меѓу засегнатите страни по однос на предложеното законско решение. Предложениот закон е закон од јули, предложен од група пратеници. Прво подпишан е Томислав Тунтев, пратеникот од Охрид и координаторот на пратеничката група. И во измените не се предвидува ништо ново и специјално, освен регулацијата околу терасите, кои што во моментов во постоечкото законско решение се третираат како затворен простор доколку ставите церада или пластична преграда или било што. Во овој закон ние велиме пушењето е дозволено исклучиво надвор од објектот
и без разлика дали ќе ставите пластична преграда или ќе ставите фолија. Без разлика на временските услови, бидејќи некои од угостителите, и тоа често се случува во цела Македонија, да ставаат надвор печурки за грејење на муштариите кои што се пушачи или да го заградуваат, да го затвараат просторот доколку врне. Од тие причини во законот сега тоа им се дозволува бидејќи претходно беа третирани како затворени објекти. Меѓутоа, нема да се избрзува околу законските измени, тие ќе имаат и јавна дебата на која што ќе се чујат сите засегнати страни. Ја слушаме и јавната дебата која што во моментов се одвива во јавноста и здравјето на граѓаните ќе биде приоритет при носењето на било кој закон, вклучително и на тоа законско решение. Зошто е овој закон од толкава важност во овој даден момент? Значи, не се работи за приоритетен закон. Ова е законско решение кое што било предложувано и во претходните состави на парламентот од тогашната опозиција. Значи, не се работи за приоритетен закон. Тој закон е предложен во пакет со неколку други закони, како на пример законот за укинување на жолтата трака, за урбаното зеленило и така натаму. Значи, предложени се повеќе законски решенија. Ова законско решение било побарано и од претходните состави на парламентот и сега се излегува во пресред со тоа законско решение. Меѓутоа, како што реков, нема да се избрзува, напротив, преку јавна дебата, која што и во моментов и тече, и во координација со сите пратеници, бидејќи ова се работи за група пратеници, ќе се донесе најдоброто решение. Ке погрешиме ли во тој случај ако кажеме дека овој закон не е толку важен за да биде донесен во скратена постапка? Значи, законот е предложен во скратена постапка, бидејќи веќе такво исто законско решение било предмет на расправа во претходен состав. И од тие причини сега е предложен во скратена постапка. При скратената постапка, ако забележите, ние сепак во Комисијата за здравство е предвидена јавна расправа по овој закон, бидејќи без разлика што е дебатиран претходно, потребно е да ги чуеме засегнатите страни. Значи, во скратената постапка практично се скратува само едното читање и точно во јавноста и оправдано има реакции околу скратената постапка, меѓутоа не се работи за побрзо носење на законот, бидејќи сепак ќе се предвидува и јавна расправа која што ќе биде месечени на средината на наредниот месец и ова законско решение не значи дека има приоритет. При тоа предложени се повеќе законски решенија по скратена постапка со цел тие беа поприоритетни решенија во тој момент. Направени ли се некои анализи во поглед на последиците на овие промени, во смисла на анализи кои што се однесуваат на финансискиот и здравствениот момент? Значи, како што реков, здравјето на граѓаните е приоритет и на пратениците од парламентарното мнозинство, и верувам и од парламентарната опозиција, и на владата. Така што во тој момент ќе се земаат, затоа велам јавна расправа, не велам донесување на законот, бидејќи мора да ги земеме предвид интересите на сите засегнати страни, а здравието на сите да биде пред се. Кога велам интересите на засегнатите страни, мислам на пушачите, непушачите, угостителите, земјоделците и сите оние кои што имаат некакво влијание од ова предлог законско решение. Затоа е важно да ги чуеме сите, да видиме нови бројки, нови анализи кои што излегле после предложеното законско решение, да видиме дали се совпаѓаат со или не се совпаѓаат и како ќе влијаат врз здравјето на граѓаните и дали воопшто ваквиот закон ќе има влијание врз здравјето на граѓаните. Претпоставувам дека сте запознаени со иницијативата за која што говореше премиерот Заев денове во смисла на регулација со одредени лиценци, дали тоа ќе важи за објектите кои што служат храна и слично. Дали вие како пратеник во собранието би гласале за една ваква иницијатива лично? Значи, јас не можам да одговорам на хипотетички предлог закони кои што не се во процедура. Можам да говорам за законот кој што е веќе во собраниска процедура и за тој закон по таа јавна расправа ќе се увидува дали воопшто ќе има потреба од било каква дополнителна измена на тој закон. Меѓутоа, ние ќе бидеме во координација со владата и владата ќе биде известена од исходот од јавната расправа и од мислењето на засегнатите страни во поглед на
предлог законското решение. Благодарам. Ова беше претеничката Ивана Туфекџиќ. Коментари за она што го чувме ќе побарам од нашите гости, доктор Марија Здравеска, пулмолог, председател на Македонското респираторно здружение, и Миша Поповиќ, истражувач, политиколог, но по уште една кратка пауза. Бидете со нас. Ја продолжуваме дебатата во врска со предлог и измените на Законот за заштита од пушење, кои се во собраниска процедура и сега во оваа фаза се однесуваат на попрецизно дефинирање на пушењето на надворешните тераси. Поповиќ, вие излеговте со еден критички блок и тој пред се однесува на отсуството на темелна анализа за така нареченото влијание на регулативата, така наречената РИА. Да, проценка на влијанието на регулативата. Па што се конкретно вашите забелешки? Проценката на влијание на регулатива е еден инструмент за добро управување. Тоа значи дека вие кога носите законска измена или нов закон, правите анализа. Првото прашање кое што се одговара со таа анализа е дали воопшто ви треба законско решение или во случајов дали воопшто ви треба законска измена. Тоа во образложението кое што стои во предлог законот кој што се најде во собрание не постои. Не постои дали е потребна измена. Тоа што исто така постои се тврдења внатре во образложението на законското решение кои што не одговараат на фактите. Главниот аргумент за донесување на измена на законот беше намалување на прометот во угостителските објекти. Државниот завод за статистика не го потврдува ова мислење. Напротив, Државниот завод за статистика објавува раст, благ раст, но раст на угостителскиот сектор. Тоа значи дека не може да се употреби тој аргумент во тоа дека заради тоа што е намален прометот, треба да се вратат измените на тоест да се врати некоја друга верзија на законот за пушење. Уште повеќе што не е ни образложено дали забраната за пушење во угостителските објекти довела до пад, ако воопшто, а тој не ни постои. Разбирате? Второ, не се консултирани во самата изработка на измените засегнатите страни. И тука исто така би искоментирал околу дефинирањето кои се засегнати страни. Тука да се обидам да интервенирам. Во неколку изјави пратеникот Тунтев, координаторот на пратеничката група на СДСМ, не крие дека иницијативата дошла од него, а индиректно преку негова комуникација со дел од охридските угостители. Така што де факто ова е на некој начин задоволување на интересите на угостителите. Ова е лобирање, значи случај на лобирање. Имате лоби, угостителите кои што одат кај законодавец или кај носител на одлуки во влада, да речеме, во случајот е законодавец, и тие сугерираат некакво решение во навидум нивни интерес. И можеме слободно да зборуваме дека либерализација на законот за пушење е во ничив интерес. Меѓутоа, таа група на угостители имаат некаков интерес со тоа, не е јасно кој. Меѓутоа, кои се засегнатите страни? Засегнатите страни, има една засегната страна која што многу лабаво се дефинира во целава оваа реторика, а тоа се пушачите. Значи, од една страна ги имате хотелиерите, угостителите, Министерството за здравство, стручњаците во здравство, и така натаму, и од една страна се спомнуваат пушачите. Меѓутоа, никој не направил испитување со пушачите, дали нив им одговара ваков каков што е законот, и дали сакаат полошо регулирање, односно полиберално регулирање, и уште повеќе, какав е опфатот на тие луѓе. Да се тргнува од предпоставката дека големото мнозинство пушачи сака либерализација, омекнување на ова законско решение. Тоа е кога сакате да креирате аргумент, вие всушност од неколку пушачи или од 10-15, не е важно колкав процент на пушачи, вие креирате една целина.
пушачите. Со член на крај во зборот. Некако некои пушачи, него пушачите. И тие не се една засегната страна. Напротив, ако зборуваме за пушачите, зборуваме за различни внатре засегнати страни, кои што треба да се испитаат дали воопшто сакаат такво решение, а и тоа само по себе е проблематично, бидејќи дури и да сакаат, не може да се тргне ефектот на пасивно пушење. Да. Ајде тука да вклучиме повторно доктор Здравеска. Што мислите вие за овие предлоги? Измени повеќе од аспектот на ова што вие го работите. Направена дигресија, веројатно еден единствен кој што јас можам да го замислам дека има корист од овој закон, а тоа е тутунската индустрија која што конечно единствената, јас колку што гледам, индустрија во светот која што ги убива своите најверни корисници, потрошувачи, така кажа. Така да само они гледам дека можат да имат некаква корист од сите вакви либерализации на закони за пушење. Знаете што, во изјавата на пратеничката имаше толку многу моменти што стварно не знам од каде да почнам, меѓутоа ќе почнам од овој што мене најмногу ми остави впечаток, а тоа е дека оваа влада, многу сум среќна за тоа што го слушам, се грижи за здравието на луѓето. Меѓутоа, оно што го превиделе веројатно е тоа дека практично и за интересите на сите граѓани, и исто се согласувам со вас, предпоставувајќи дека интересите на пушачите се во тоа да имаат место каде да пушат удобно, нели, да можат да ја својата навика упразнуваат. Но мислам дека заборавиле дека во суштина ниту во интерес на самите пушачи не е во интерес на нивното здравје, сигурно, да продолжат да им се овозможи да продолжат да пушат. Доколку оваа наша држава се грижи за нашите за пушачите или за оние потенцијални пушачи кои што младите луѓе, адолесцентите кои што се потенцијални, нели, пушачи, мислам дека треба да се огледа еден единствен факт кој што и Светската здравствена организација денес и медицинската наука денес го знае дека е факта, тоа е дека употребата на тутун и никотинските производи е зависност. Се работи за болест. Луѓето кои што пушат се болни луѓе, на кои што многу повеќе корист ќе имаат од активностите на државата доколку им помогне да се излекуваат од својата зависност, отколку да им овозможи места во кои што ќе можат да уживаат во својата зависност. Значи, така што мислам дека целокупната идеја на либерализација било каква на закони или за употреба на пушење е едноставно депласирана и излегува од она што барем пратеничката кажа дека им е на нашата влада идеја да го подобра здравието на луѓето и да работат во интересите на луѓето. Госпоѓо Здравска, дури и овој сегмент кој што го третираат на ограничен начин, овие предлог измени кои што се во собраниска процедура. Јас не сум правник, се обидов да го читам предлогот на законот и да го споредувам со сите нели алинеја, таа се менува вака и онака. Да. Не сакам да кажам дека апсолутно го разбрав, можеби грешам и ќе ме поправите нели луѓето што се бават со закони, но јас разбирам дека она што порано беше ако се пуши на тераси кои што морат да бидат отворени барем на 3 страни, так, сега да се дозволи да се пуши на тераси или места кои што можат да бидат затворени од сите страни со нецврсти некакви, не знам, материјали кои што се на пример најлон или така натаму. Мислам дека добро сте го разбрале, така. Ако сум во право, тогаш една наведум во пишан облик минорна разлика во законот прави огромна разлика во она што ние го подразбираме под пасивно пушење. Затоа што тука и таа разлика се однесува не само на директни последици на оваков закон, значи ако ние имаме комплетно затворена просторија, кога што нема да има никаква вентилација, нели, нема обврска да се направи вентилација, никаква, а исто така има и студии кои што покажуваат дека и да се направи вентилација, таа не придонесува за намалување на ефектите на пасивно пушење. Има студии, 2006 година се објавени од американските колеги. Сепак, значи, не предвидува таквата просторија, значи директно поголемо конзумирање на никотински чади производи, тутунски чади никотински производи од самите пушачи,
од луѓето кои што со нив го делат тој простор, а знаеме какви се социјалните аспекти во нашето општество и културолошките аспекти во нашето општество, во кои што одговорно тврдам како непушач, дека ако имате друштво од 10 пушачи и еден непушач, сите ќе седат таму каде што се пуши, за да може да му прават друштво на пушачот да има услови да пуши. И тоа е, мислам дека не може никој да ме побие, секој го доживеал. И мислам, но исто така, никој не размислува и за малку индиректните ефекти на оваквиот закон, а тоа се, прво, мислам дека во некој дел од законот, на предлогот на законот пишуваше дека угостителите го предлагаат овој закон бидејќи се грижат за нивните вработени кои што ќе останат без работа, нешто така беше напишано. Меѓутоа, дали се грижат на нивните вработени кои што во тек на целокупното работно време, секој ден во својата работна недела, ќе престојуваат да ги обслужуваат тие гости кои што ќе бидат во тој затворен простор, значи по најмалку 8 сати на ден, ќе бидат изложени на тој пасивен, значи на тоа пасивно пушење, на тој чад од никотински секакви, да кажам, тутунски продукти, и како ќе биде нивното здравје, кое е влијанието на нивното здравје, бидејќи ние имаме наши македонски студии од медицина на труд, Институт за медицина на труд, професор Караџинска и Минов, кои што имаат потврдено, докажано, какви се ефектите на секундарното и терцијарното пушење врз вработени нивни кои што не се пушачи, а кои што работеле, чистеле простории кои што на пушачи и непушачи имаат потврдено статистички значајно, значи зголемување на нивните респираторни тегоби, на падот на нивната респираторна функција, само затоа што работат во простории одредено време на денот, односно ги чистат просторите на пушачи или непушачи. Сега пушач би рекол, тоа е право на мој личен избор и можам ли барем кафето на зима да го испијам во колку толку пристојни услови при тоа пушејки? Знаете што, личен избор е, меѓутоа исто така и болест на кој што треба да и се пружи помош, значи ако сака веќе државата да направи нешто за своите пушачите, кој што ќе биде добро за нив, тогаш треба да ги интензивира своите напори не во либерализација на законите за пушење, туку во постапките со кои што ние како доктори и општеството ќе им помогне на пушачите да се одвигнат од таа своја штетна навика. Ние, како здружение, работиме нешто на тоа. Веќе година и пол работиме една програма за едукација на доктори за одвикнување на пушење, заедно со помош на Хенри Форд здравствениот систем во Америка, кои што имаат многу добри резултати во таа работа. Сме членки и дел од Европската нетворк, значи мрежа за превенција на пушење. Меѓутоа, исто така и пред нас, професорката Ќосева, нели, од свој јавно-здравствен аспект им организирано некои 10 центри низ Македонија за помош на одвикнување на пушење, кои што немаат скоро никаква поддршка, кажам, минорна поддршка од властите, од државата, ниту финансиска, ниту логистичка. Мислам дека треба да се обрати внимание на овој дел, ако веќе нашата држава сака да им помогне на пушачите, да им помогне на овој начин, а не да им обезбеди. Еден пушач ќе најде начин да испуши една цигара 5 минути без овој закон. Само да се надоврзам малку. Точно тоа во законските измени и генерално во дебатата што се одвиваше овие денови, воопшто не се спомнуваше правото на вработените да бидат заштитени, кои што всушност заради природата на проблемот не можат да бидат заштитени. Вие ако во различни индустрии им обезбедувате заштита на вработените, меѓутоа со пасивното пушење не можете, докажано е дека не можете на ниеден друг начин да ги заштитите, освен тоа да се забрани во затворен простор пушење. Се извинувам, нешто сакам да кажам, значи во тие пошироки аспекти на овој закон, што можеби во прв момент не ги согледуваме, се и пораката која што ние ја праќаме на нашите граѓани пушачи, на кои што наместо да им помогнеме да се ослободат од зависноста, им овозможуваме уште повеќе да навлегуваат во неа. На нашите граѓани кои што не се пушачи и за среќа се уште во Македонија се мнозинство, на кои што на некако нивните човекови права да дишат здрав и чист воздух не се занемаруваат. И на крај најважно за мене е пораката која што ја праќаме на адолесцентите и младите луѓе и на целото општество дека пушењето во Македонија како еден социјален момент, како еден културолошки момент, како еден економски момент, ако сакате,
е нешто што ние го на некој начин поттикнуваме, оправдуваме или му наоѓаме начин да може наместо да го се бориме против него, да го овозможиме. А ќе ви кажам дека адолесцентите и од страна на Светската здравствена организација се да кажам, прогласени за една специјално вулнерабилна група во однос на пушењето. Зависноста кај адолесцентите од пушење се зголемува и се развива многу побрзо и со многу помал број на цигари отколку кај возрастните. Адолесцентите се најмногу изложени на ефектите на пасивно пушење, а особено и младите луѓе, значи младите деца. Значи во свет имате статистики во кои што во некои земји од светот кај што нема регулатива, да кажам, за регулирање на пушење или таа е слаба, или слабо се спроведува, имате до 68% деца кои што се изложени на ефекти од пасивно пушење или 48% жени во фертилна, значи во фертилна возраст се изложени на пушење, а знаеме какви се, сега да не ги раскажувам или ако сакате ќе ги кажам кои се сите ефекти на пасивното пушење. Кои се ефектите од актуелното законско решение? Ќе сакам и за тоа да разговараме малку пред се со доктор Здравеска, но предлагам претходно да видиме еден материјал кој што го подготвивме летото непосредно по објавувањето на оваа иницијатива која што сега е веќе во собраниска процедура на група пратеници од владачкото мнозинство за овој тип на измени во законот за пушење. Ќе видиме дел од овие статистики кои што ги објавува професорката Ќосевска од Институтот за јавно здравје, но ќе го видиме и ставот на угостителите, па ќе се вратиме со дебатата. Зоран Јовановски. Најригорозните измени во Законот за заштита од пушење беа донесени во 2010 година. За многумина пушачи, тоа се уште значи ускратување на правото да уживаат во омилениот порок. За непушачите пак, измените значеа конечно ослободување од чадот и миризбата во затворените простории. По најавите за нови измени во законот, ги прашавме и едните и другите. По речиси 7 години, дали и што тие би смениле. Пушење по мене не треба да има. Секаде забрането да биде. И како сега нека продолжи во кафани, во затворени, на работни места, во канцелари, секаде нека продолжи. Нека нема пушење. Тоа е штетно. Нека се пуши внатре во локалите, дефинитивно. Во ресторани кај што има храна, може би не би требало да се пуши, ама во барови, кај што се служи само пиење, би било окей. Значи овие терасите, затварање од 4 страни, од 3 страни, можело, не можело, доле, горе, доле, значи тоа е малтретирање на собственици, на луѓе, малтретирање до даска, значи. Или ки се речи еднаш вака или вака. Ние имаме солиден закон, мислам, флексибилен по некои светски и европски рамки, ако се гледа. На улица се пуши, пред згради се пуши, дома можеш, зашто на запад има згради кај што зградата не смееш да пушиш. Ако си пушач и твое станот и да го имаш купено, не се пуши у таа зграда и не се пуши. Сметам дека имаме ние балансиран закон овој за пушењето, али треба сегде да се аплицира тој закон. Од најавените измени во Законот за заштита од пушење, најверојатно ќе останат разочарани оние што се за негови радикални корекции. Според актуелното законско решение, пушењето во деловен објект е дозволено исклучиво ако тој е покриен со чадори, тенди или нешто друго, но отворен најмалку од 3 страни, на кои нема стакло, фолии, пластифицирани или најлонски прегради или нешто слично. А ако е заграден, тогаш не смее да биде покриен. Според новите законски измени, не би важеле токму овие правила, а цигара би можело да се запали без оглед на оградите или покривот. Крсто Блажевски е председател на Асоциацијата на угостители Хотам. За Блажевски најважно е да се направат измени со кои законот ќе биде јасен, без можност за различни толкувања и селективно казнување. Селективно беше спроведувањето, законот не беше чисто напишан за да биде јасен и кристален за сите угостителски објекти како треба да го спроведат и што треба да направат. Тука автоматски беше нели со инспекцијата кој се знае, кој не се знае и така натаму, кога доаѓа се знаеше одма кога доаѓа инспекција. Како тоа се научува, тоа си има други што треба да го кажат, нели зошто било така. Во главно што треба да се постигне да биде тој закон ист за сите. Значи да нема селективност тука, дека јас сум од пример СДС или од било која партија, па може сега нели да се пуши кај мене и да му се смеам на другиот зашто кај него не може. А тоа постоеше претходно.
Со најавените измени и натаму не смее да се пуши во затворен простор, иако тоа го бараат угостителите со објаснување дека така ќе имаат поголем промет. Во затворени објекти каде што има храна треба да е поделено, значи нешто слично како Србија во моментот што е. Ево и во Аустрија, кога во Македонија беше забрането, во Аустрија постои објекти што имаат пушечки и непушечки. Треба убаво да се размисли, значи кои се тие објекти, која квадратура, што треба да поседува објектот за вентилација, колку пати треба да се промени тој воздух во таа просторија и така натаму. Значи еве во Америка во моментов затворени простории се секаде или забранети, освен во казината, со тоа што имаат поставено стварно тие вентилациони системи кои менуваат воздух не знам колку пати во саат време целиот воздух да се промени, и кога ќе влезете во едно касино вие воопшто не осеќате дека внатре се пуши. Законот од 2010-та за главна цел имаше подобрување на здравјето на граѓаните и намалување на бројот на пушачи. На овие статистики работи професор доктор Елена Ќосевска од Институтот за јавно здравје. Истражувањето направено додека го подготвувала својот докторат во 2002 година покажало дека во земјава 42,7% од лицата на возраст од 15 до 64 години се пушачи. Во 2016-та процентот е зголемен на 46. Ќосевска смета дека ваквите поразителни бројки се резултат на слабата контрола над спроведувањето на законот. Со текот на времето, попуштија мерките, не се спроведуваа доследно и повторно ние сме сведоци дека имаме веќе ресторани во кои што може да се сретне дека има пушачи и покрај тоа што нели е таму забрането со закон. Во дел од здравствените установи, па дури и административните владини институции се среќаваат лица кои што пушат цигари, што значи дека причините треба да ги бараме тука, во попуштање на контролата врз имплементацијата на законот против пушење. И достапните податоци за извршени редовни и вонредни контроли упатуваат на заклучок дека нив се помалку ги има. Така, например, во 2013-та извршени се 16.819 инспекцијски надзори, а секоја наредна година бројот се преполовувал. 2014-та 8.070 контроли, 2015-та 4.427. И додека едните бараат измени, а другите не би го менувале постојниот закон, простата математика покажува дека ако во едно семејство има двајца пушачи, тие во чат секоја година претвораат еден солиден летен одмор. Во пари, а во здравје? Ја продолжуваме дебатата со гостите во студиото. Доктор Марија Здравеска, пулмолог, председател на Македонското респираторно здружение. Во прилогот кој што можевме да го видиме во претходниот дел од емисијата, чувме една статистика која и не оди толку во прилог на актуелното законско решение, иако професорката Ќосевска се обидуваше да објасни наверојатно зошто се такви податоците, и тоа го сведува пред се на недоследната примена на законот. Има ли сепак статистика која оди во прилог на актуелното законско решение за заштита од пушењето? Има. Значи, прво, една студија, колку и да е таа валидна, не може да го опфати целокупниот проблем, а особено не таков глобален проблем, како што е и со многу аспекти, како што е проблемот на пушењето и на присуството на пушењето. Од најважно секако е да кажеме дека што и какви и да се статистики кои ги реферираме во Македонија, тие се само
на некој начин минимизирани со самото недоволно спроведување на законот. Ние сите сме свесни дека законот и покрај тоа како фела што бевме во 2010 година многу срекни и вложувавме многу надеж дека конечно направивме еден закон кој што ќе има голем ефект на јавното здравје и очекувавме многу од тој закон. За жал, ние 7 години после тоа се уште не успеавме дури ни да го примениме овој, а веќе сакаме да го либерализираме. Мислам дека не е претерано ако се каже дека законот и неговата имплементација е сведена на само еден дел од Скопје. Дека делот Скопје е апсолутно надвор од контролите на инспекциите, а дека и внатрешноста е исто така, речи се исклучена од контролата. За жал, мислам дека е дигресија на разговорот, но ќе ви кажам резултати од една наша студија која што ја правиме во врска со програмата што ја правиме за едукација на доктори, во која што ние заклучивме дека на пример во регионите како што се Тетово и Гостивар или некои делови од Скопје, сосема нормално се влегувавме во продавници на главните улици на градовите, во кои што собственикот или тој што е вработен таму без никаков проблем пуши пред вас, без дури ни да помисли дека треба да ја изгаси цигарата или дека прави нешто што не е законски, не зборувам дали е правилно. Меѓутоа да се вратиме на статистиките, значи статистиките покажуваат дека зависи која група ќе ја земете. Например, има статистика од исто така од Институт за медицина на труд кој што се бави со епидемиологија најозбилно, мисля че најсериозно во Македонија, на пушачи и работници кои што има, да кажеме, пред да се донесе законот 95-та година, инциденцијата на пушење меѓу и преваленцијата меѓу пушачите, меѓу професионалните, да кажам, засегнати луѓе, работниците, зависно од нивната профил на работа, е до 48%. За разлика од тоа, после 5 години од донесување на законот, веќе тој процент паѓа некаде на не многу драматични, но 36%, што сепак на некој начин покажува едно движење. Исто така, можеме да се користиме и со некои статистики од светот, како например во Соединетите Американски држави, кои што многу минуциозно ги прават сите тие статистики. 1994 година процентот на изложеност на пасивно пушење во Америка бил 88%, 15 години по донесување на легислативата и нејзино спроведување на легислативата за smoking ban, како што го викаат они, или забрана за пушење во јавни простори, тој процент на пасивни пушачи паѓа на помалку од 40%. 48% е сега процентот пред 4 години се тие статистики. Така да ефекти од законот има, само што треба да ги пременуваме. Тука нема никаква дилема. Точно е ова што го зборува представникот на Хотам, тој се повикува на примери на казината, каде што наводно има многу моќни вентилацијски системи, па ако се воспостават такви високи стандарди, дека може да се овозможи релативно пристојни услови и во просторија во која што се пуши. Јас ќе се повикам на нешто што се вика Report of Surgeon General, или тоа е еден извештај кој што секои 10 години го дава службите за јавно здравство, тоа е низа на службите за јавно здравство во Америка, како препораки, и во нив 2006 година е напишано дека ефект на пасивното пушење, ниту на пушењето во професионалните сетингзи, значи во работните места, нема воопшто никаков, не е сигнификантен, на воведување на вентилацијски механизми и така натаму. Единствен ефект кој што е измерено дека помага е законските регулативи за забрана за пушење. Така што мислам дека дилеми баш многу не би требало ни да постојат во оваа ситуација. Јасно е дека законот треба да постои, не гледам простор да се либерализира, а тоа не биде на штета на здравјето на луѓето. Поповиќ, Сдруженијето на угостители хорекаши издаде соопштение во кое што рекоа дека сметаат и либерализацијата на одредени одредби во претходните законски решенија ќе влијае позитивно врз потенцијалот за економски раст на угостителскиот сектор, кој што е важен чинител во македонската економија. На таа линија видовме дел од тие тези во прилогот што го гледавме предмалку во емисијата. Ве забележав дека и коментиравте делови од изјавата на господинот Блажевски, кој што е представник на Хотам. Да.
класично за Македонија, кога не се спроведува закон, не се гледа да се спроведе законот, туку да се донесе ново законско решение. Тоа секогаш иде во корист на оној на кого што му идело во корист да не се спроведува законот. Образложението ни е дека оставало многу дискрецијски простор за различни толкувања од инспекциите и дека апсолутно не е инспекциите, точно, по некои други критериуми казнувале. Јасно беше, ако е затворен просторот е забрането, ако е од три страни отворен просторот е дозволено. Прилично едноставно. Меѓутоа, селективните инспекции или селективната примена на законот, која што постои, не е проблем на законот. Тоа е проблем на управувањето. Управување со државата. Доколку сакате да го спроведете на целата територија на Македонија, тоа е начинот на решение. Идете едноставно со инспекции и ги казнувате оние што не го применуваат законот. Нема компромис за тоа. Не можете, вие имате проблем со нелегално паркирање и што сега ќе го либерализираме паркирањето, кој како сака да се паркира и тоа ќе го реши проблемот со паркирање во Скопје, нема да го реши. Вториот момент беше цитирање со примери од Европа, па и од и беше цитиран австрискиот пример кој што има умилен за цитирање, каде што доскоро беше, да речем, дозволено, иако регулирано. Меѓутоа, тоа што не го спомнувате, дека од почетокот на 2018 година, значи за неколку месеци, ќе биде целосно забрането во Австрија, што беше примерот на сите оние кои што сакаат да кажат дека ете во ЕУ, во дувлото на ЕУ, имаме една таква земја. И во однос на тоа што е најинтересно е всушност надвор од овие здравствени моменти кои што сепак докторката ги коментира, моментот со зголемување на приходи и растот на угостителството. Тој веќе има раст. Тоа е првата замка во изјавата на Сдруженијето. Второто е всушност една идеја која што имплицитно угостителите сакаат да ја понудат, а тоа е всушност дека понудата угостителска треба да биде местото да е пушачко. Значи, едно отсуство на креативност за тоа што вие на муштериите им нудите и како ги привлекувате да бидат ваши муштерии. И као главната работа што вие им нудите е па кај нас ќе се пуши. Всушност, ако сакаме да го развиеме угостителството, еве, баш утрово направив една мини анализа, само 30 минути беа потребни, од сите земји од каде што има ефтини летови до Скопје, кои што се потенцијални извори на туристи во Македонија, всушност секаде е забрането пушењето. Онаму каде што е дозволено во некои угостителски објекти, се соби за пушење, значи не пушачки зони каде што вие можете да пиете кафе и да пушите, него слично како на аеродроми, соба една мала во која што влегуваат луѓе, пушат и се враќаат назад, што исто така, како што кажа докторката, не е идеално решение. Така да тие туристи кога ќе дојдат во Македонија, ако видат полиберален закон, ќе им биде многу почудно, ќе им делува многу по одбивно заради тоа што ќе се пуши по местата. Каква е вашата оценка околу тоа? Какво е актуелното наше законско решение? Либерално е, рестриктивно е? Чувме една интересна изјава на една од граѓанките дека имаме флексибилно законско решение. Таа изјава всушност беше најдобрата заради тоа што ако го гледате Америка каде што ете, како што и кажа таа, во закони, во згради е забрането, значи каде што вие домувате не можете да пушите и а кај нас се зборува, мора да има компромис. Па, нашето законско решение е и некаков компромис, заради тоа што може да биде многу по-рестриктивно од такво како што... Значи, сакам да ви кажам вака. Прво, Америка ја спомнавте, ќе ви кажам. Во институцијата Henry Ford Health System, каде што јас имав шанса 2 месеци да работам, пред само 3 години, неполни 3 години, има таква политика, да има политика на невработување на пушачи како медицински персонал.
Тоа не е Значи, дискриминација јас сепак. истото реагирав, бидејќи, еве, за жал, доаѓам од ваква средина во кој што прво тоа не паѓа дека е дискриминација. Добив одговор дека правото на живот и на работа е она што се човекови права основни загарантирани. Правото да се упразнува некаква зависност, да се дава негативен пример на болните, не е човеково право. Значи, така што дури не вработуваат луѓе кои што пушат, а камоли да не зборувам за тоа дали се пуши некаде. Нашиот закон, не знам за флексибилен, може би е флексибилен и зашто не се применува, меѓутоа би рекла во нивото на средни закони во светот. Има полиберални, како што се законите во Русија, например, за жал, но има и многу по-рестриктивни, особено земјите како Полска, Шпанија, Австралија веќе го применува, Словенија од 2016 година во октомври го даде во парламент на разгледување, Ирска, Англија и така натаму Исланд, се земји во кои што веќе се заговара на иницијатива на Европската мрежа, како што реков, за превенција на пушење, да се воведат порестриктивни закони во смисол на воведување на plain packaging, она што се вика, или јас би го превела ваде сега либерално од тука, затоа што не е во Македонија преведено, како неугледни или неугледни пакувања во кои што се заговара да на пакувањето на сите цигари без разлика од каков бренд се, воопшто нема никаква трага од брендот, например, не знам, овој или оној бренд, не знам сите, туку да сите имаат една униформна, непривлечна боја, да кажеме сива, бледа и така натаму, и на нив да единствено што ќе има како декорација да бидат нели слики и формулации со предупредување за штетноста на цигарите. И тоа веќе голем дел од земјите или го имаат прифатено како Австралија, или веќе неколку години, или веќе е во парламентарна процедура да се дискутира за овие закони. Исто така, значи, рестрикции во смисол на непушење 500 метри околу јавни здравствени установи, 500 метри околу школи, училишта и така образовни институции, да нема право никој да продава никакви тутунски производи во рамките на јавни здравствени установи или здравствени установи и училишта, школи, образовни институции. Така да тоа се тие порестриктивни мерки за кои што јас искрено да кажам како член, како председател на здружение или како пулмолог или како човек на крај, да кажеме навистина се надевав и очекував дека оваа влада ќе ги направи како еден чекор напред, наместо еден чекор назад што го правиме со оваа либерализација. Да не кажам дека очекувавме од оваа влада и дека можеби ќе направи и поголеми чекори, бидејќи спецификата на употребата на тутунот во Македонија е малку и излегува од европските теркови со кои што се споредуваме, а тоа е во Македонија ние имаме не само традиција и социјална прифатливост на употреба на тутун, туку и на произведување, на процесирање, на одгледување на тутун, каде што се ангажирани мали деца, каде што се ангажирани цели семејства. И јас дури можам да кажам дека како председател на здружение очекувам од владата оваа или некоја наредна да направи чекори во смисол на минимализирањето и на тутунската индустрија и на одгледувањето на тутунот во Македонија, да намалување или укинување на субвенциите на тутунот за сметка на давање на субвенции за луѓето или поттикнување на земјоделците да растат други култури кои што не се штетни, туку кои што се, да кажам, прифатливи по здравјето на луѓето. Наместо ние да разговараме во овој правец, јас навистина сум изненадена од јули дека разговараме во сосема еден регресивен правец. Добро, јас тука полека би ја заокружувал оваа наша вечерашна дебата. Се надам дека придонесовме во оваа јавна расправа, повеќе неформална отколку формална, која што е во тек во овие денови, откако јавноста стана свесна дека едни измени се веќе во собраниска процедура, а особено по изјавата на Заев, иако има коментари дека се тоа е фрлање коска за да се занимаваме со несуштински теми, дека општеството има многу поголеми приоритети, сепак сметам дека ова е тема од голем јавен интерес и дека независно можеби од нечии други пиар намени е вредно секогаш да се дебатира. Благодарам многу што бевте дел од 360 степени. Ве поканувам да одгледаме и саботажата. Ветувањата за тоа што ќе предизвика нивниот ангажман како градоначалници досегаат епски размери. Изместени од реалноста, занесени во муабетите, тие за да бидат допадливи и интересни, дотолку се оддалечуваат од стварноста што по муабетот дека ќе изградат аеродром, сега ветуваат дека Штип ќе го направат
главен град. И ви ветувам дека Скопје ќе биде најголемото преградие на Штип. Да се живи и здрави во наследба баби. Може би пак и овие ветувања се издржани ако се рефлексија на чудовишниот факт дека неговите партиски колеги кои се обидуваат да освојат една од трите преостанати скопски општини се соочуваат со сериозен проблем со меморијата. Па не се сеќаваат ниту на имињата на улиците кои најавуваат дека ќе ги асфалтираат. Една е главна улица. Која е таа, господин Чуловски? Од Кривината кога дојдеме кај а името го знаеме ли? Мислам го знаеме ли името да представиме? Дали представиме? на Хаджипанзова на таа улица? Не, Румен, ми се блокира главата, но Добро, може би во текот на емисијата ја знаеме проблем, пазарчето што поминува и лево и десно се гледа. Токму затоа излегува на површина и недовербата на граѓаните дека ќе им бидат решени клучните инфраструктурни проблеми, па се приморани во таков случај, како што и самите се изјаснуваат, да го сменат конвенционалниот начин на живење со техники на преживување, кои ќе им помогнат полесно да го совладаат секојдневието. Не пием вода, јарачи ја пием. А водата каква е? Не знам, мутна веројатно. За разлика од лажливата ракија, вистината е скриена во виното. Може би затоа, кога ќе се спомене тоа име, најголемиот дел од граѓаните сметат дека се работи за познатиот бренд. А ако случајно се каже и презимето на авторот, тогаш, речиси половина жители на крајбрежјето ќе помислат на еден, ама од другите двајца познати браќа Миладинови. Сепак, има такви што умеат да изненадат, па не само што знаат за нив, туку и неа, и тоа наизуст. Ориотски крилја када си медне и наши страни да си пеледне, на наши места ја да сида, да видам Охрид струга да видам. Само еднаш кавал да свира, сонце да зајде, јас да умирам. На неговиот опонент не му е до песна, туку до живот во Македонија, на кој според тврдењето никој не би можел ниту да се надева доколку тој со својата принципиелност не го обезбедил. Тоа што во актуелниот миг, заборавајќи на неа, калкулира со гласовите на оние кои беа реална закана баш за неговиот, не значи дека не треба да му се одаде признание за тоа што некому ја спасил слободата. Хипотетички, каде ќе беше денеска Заев ако Зијадин Селја не му ја даваше поддршка? Сигурно ќе беше в затвор. Од страна на режим. И на крајот, секој внедела ќе ја има предвид и растегливата принципиелност и нереалните ветувања. Ќе направи проценка на минатото и на сегашноста и врз основа на таа математика ќе го направи тоа што најдобро го знае. Нормалното го прават нормално. Ненормалното сака да не научи дека било нормално. Овој народ знае и што е нормално и што е ненормално. Овој народ чезнее да свати што е нормално. Се друго, веќе му е добро познато. Ми се блокира главата, но Ова беше се за вечерва, ќе се видиме повторно в понеделник од 22:30, ќе ги имаме резултатите од вториот круг на локалните избори, пак имаме шанса подетално да ги анализираме. Благодарам што бевте со нас.